Сега е време, јас и мојата колешка од телевизија да се префрлиме кај моите колеги од Радио 2. И мене ми се колеги. Ама од радио не ти се. А како не ми се од радио? Дали знаеш дека работиш во македонската радио телевизија? Јована, не ги мешај работите. Не ги мешам работите. Сите сме заедно. Редакција. Колеги, се гледа дека ви влијаеше прилогот затоа што една минутка ни одземавте од нашиот термин. Очигледно не ги гледате часовниците ни Скопје. Или не работате. Ова се вика професионално. Ова се вика професионално. Ние муабет ке имаме. Океј, колеги, добро утро, повелете. Добро утро, ви благодариме многу. Наследниот тон ќе биде 7:31, време за најновото издание на Звук што се гледа. Да, затоа што нашиот часовник работи, време е да почнеме. Може? Може. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Да, Македонија, добро утро. Првичниот шок од понеделникот веќе го оставаме за нас. Стасавме до вториот работен ден од оваа нова работна јунска недела. Денес вторник, 9 јуни, и веќе сме во вистинскиот работен ритам. Вела дека најубавите нешта се невидливи и за очите, но ние ќе ве демонтираме во 7 часот 32 минути рано наутро. Ова е Звук што се гледа, просторот каде што радиото и телевизијата си подаваат рака за да создадат една поинаква заедничка маќа. Така, без разлика дали не слушате или не гледате, или не слушате и гледате, нашата цел е иста да ги разбудиме сите сетила. Да споделиме оваа утринска позитива, да кажеме дека спојот помеѓу радиото и екранот ја создава најдобрата утринска атмосфера. Како што може да видите, значи сварете си утринско кафе, подзасилете го звукот. Зошто? Затоа што ќе уживаме во секој кадар и во секој тон кој што го смисливме, односно го подготвивме во следните 30 минути само за вас. Овој вторник резервиран за одлична забава, барем така според она што можам да видам, но и за дружење без граници. А пред да тргнеме со динамиката на овој вторник, мораме да ја споделиме и првата фотографија за ова утро. Да. Ни ги испраќате на Радио 2 МРТ фотографиите или видеата. А ние ги споделуваме. Ова е дефинитивно до сега од сите стасани фотографии нашиот најмлад гледач. Така, верувам дека имаме многу млади гледачи и слушатели, па охрабрете се. Испратете ни фотографија како изгледа вашето утро. Може би е со најмладите покрај вас, може би е со миленичињата, може би е со гужвата и со сите оние кои што ги знаете или не ги познавате околу вас на семафор некаде заглавени. Ние сакаме да зирнеме како изгледа вашето утро. Да, има ли поголем комплимент од ова за нас? Може режија уште еднаш да ја погледнеме секако фотографијата, додека зборуваме за неа. Ова не прави особено горди и среќни. Знаеме дека децата ја чувствуваат таа искрена и добра енергија што ја шириме од екраните на македонската телевизија. Режија, може ли уште еднаш фотографијата? Само Може го ли, молам. може? Може ли само уште еднаш? Од целата екипа во студиото му испраќаме утрово најголема и најтопла утринска гушка и на мама и на тато. Им честитаме за одличниот вкус. Детето од мали нозе го учите што вреди да се слуша и да гледа. Добро утро, ова е Звук што се гледа. Следната информација на носи на календарот е да погледнеме какви ќе бидат следните неколку дена. Морам да ти кажам дека оваа недела календарот и временската која што имам на мојата апликација тотално ме збунува. Вели ќе врне од среда, па нема да врне. Па од четврток сигурно ќе грми, па можеби и нема да грми. Петок 100% ќе врне и на крај се повторно се промени временската. Не сум сигурна како ќе биде во следните неколку денови, што значи дека чадорчето не е лошо да си го понесете со вас, но она што знам со точност е дека денес имаме 31 степен, ќе дувка некој сосема слаб ветер, барем така овде се гледа, чисто колку да не разлади, почна жештините многу порано од вообичаено. Вчера имавме 34 степени Целзиусови во 13 часот и 30 минути. А она што имаме, како луѓето да подзабораваат да го споменате дека имаме комарци. И истите добро се 21 насладија со мене. степен моментално. Ето, да. Што не е ни чудно што имаме толку комарци, не знам за вас, ама јас имам проблем секое лето со нив. Те изгрицкали некој комарче? За сега не, се За држам сега добро. не. Добро е, држи се. А како се држат оние кои што се во моментов некаде заглавени или не се заглавени?
Токму така. Сега, ајде да одиме на сообраќај. Може на сообраќај, бидејќи треба нашите гледачи и слушатели да стигнат безбедно до своите работни места во овој вторнички шпиц. Стандардните критични точки околу Партизанска, кај Соборна и кај Битпазар, гледам моментално на мапата на Google. Колоните се формираат како што си е редот за вторник наутро и на влезот источен од Скопје, автокоманда. Ако веќе сте заглавени во колоната, не се нервирајте, верувам дека ви има голем дел од вас кои што не слушате сега. Пуштете ја климата, зголемете го тонот на радиоприемникот и уживајте во утринското сонце. Внимавајте секако на пешаците, а особено на оние со тротинети, гледам на камериве низ град ги има моментално доста, и велосипеди, и брзаат кон работа, така да ако и вие брзате, тоа е страшна комбинација, затоа бидете внимателни. Прекрасно. Добро утро, ова е Звук што се гледа. Ето, Ајде, сме колеги од назад. режија, може краток джингл, па се враќаме назад, 7:35, Пајо Паторот. И пред да одиме со првата песна, не знаеш ли кој денес има роден ден? Некој познат? Многу познат. Ајде, нема да читам. Немој да читаш. Сработи за најшармантниот намќор во историјата на анимацијата. Ти помагам ли сега? Веќе видов, но и знам кога ми го кажа ова. Апсолутно. Многу е шармантен, а во исто време и намќор, и не знам како така фина комбинација, единствен е и неповторлив, станува збор за Пајо Паторот. Денес го слави својот 92-ри роден ден. Можам да замислам како би изгледал вака со стапче и побелен, со брадичка. Мислам, Паторите немаат брада, ама нели за потребите на некој цртан, веројатно би имал. Пред точно 92 години светот за прв пат го запазна овој Патор, облечен во морнарска блузичка и капа, а неговиот карактер посебна приказна. Знаете точно. Експлозивен, пргав, нема трпение, тврдоглав и постојано се расправа со сите. Епа, ако и вие сте во моментов заглавени некаде во сообраќај, ќе се вратам повторно на оваа тема и ви доаѓа да се расправате со семафорот, што никако не го пали зеленото светло, помалку и наликувате на нашиот денешен славеник, кој што полни 92 години. Среќен роден ден и до мојот омилен од детството, Пајо Паторот. Ние продолжуваме со добар ритам и првата музика за ова утро во Звук што се гледа. Еве се Дупер со Може, така? Дај Боже, Боже. Многу добра песна за рано наутро со кафе и во автомобил. Види го и слушни го само ритамов. Одлично. 7 часот е 39 минути. Добро утро, ова е Радио 2. За мене створена, за мене скроена, само да ја погледнам, нема да одолеам, а каде да поварам, за да ја пронајдам и да ја видам дали пак ќе биде слободна. Знам да многу добро памтам, напред назад талка, станував и паѓав, полека но сваќам, научив да сакам, тоа било тајната, било тајната. Ајде може, дај може, сега спремен сум и без дилема сум. Ајде може, дај може, сега спремен сум и без дилема сум. Ако може, дај Боже, сега спремен сум и без дилема сум. Ајде може, дај може, сега спремен сум и без дилема сум. Долно спореа, како ми стоела, која да одберам пред да биде пред од сна. Ништо не одговара, што и да одговорам, премногу прашања, која ќе е последна. Ама не можам, какви правила, немек време пролага, таман работа, не сум јас од завчера. Да дочекам, осеќам, на крај ќе дочекам. Ајде може, дај може, сега спремен сум и без дилема сум. Ајде може, дај може, сега спремен сум
Добар на ритам. последниот Добар ритам. рефрен, ама Кој ги што е бираше тука? песните денес? Да, овде вака погледната, чии музички избор беше денешниот избор, одличен избор имаш направена. Благодарам. А сега кратко само да ве потсетиме, а веќе гледам и дека не е потребна потсета заради тоа што првите фотографии веќе пристигаат на нашите социјални мрежи. За оние кои што достега не заследили, јас мислам дека грешката треба да ја поправите. Радио 2 МРТ, Инстаграм и Фејсбук. И Не знам тик-так и кај. Зорка секако. Добро, тоа Исто. после 8. Тоа после Узречица 8. после 8. Така, а на тема тик-так нешто и ни прати. Да, драги наши, време е да се префрлиме малку на меѓународна фреквенција. Тоа го правиме секое утро, како што веќе знаете, нашиот тик-так будно следи што се случува во Португалија. Постојано ни праќа интересни и помалку зачудувачки прилози. Многу ми е мило што не ја заборава Македонија. Денеска ни подготви една сторија за португалска екологија и нивните машини за рециклирање, но дали португалските екомашини работат совршено или таму го има балканскиот стил фрлање во обична канта за ѓубре, ќе слушнеме на Радио 2 и ќе видиме на телевизија во следниве минути. Ова што го гледаш пред мене е машина за рециклирање. Можеш да рециклираш све. Пошто дека вино се лока во огромни количини, тапите за вино се рециклираат, батерии се рециклираат. Можеш да рециклираш и сијалици и најинтересно од све можеш да ги рециклираш овие подовите за кафе у машини за кафе. Сега доаѓа другата интересна работа, тоа се овие машиниве што сега ги донесува, кои што треба да ти вратат 10 центи за секое шише што ќе го вратиш. Ама, како и секаде во свет, од идеја до реализација фалат многу работи, па за секој случај како бекап варијанта имаш и канта за ѓубре, каде што можеш да видиш дека најголем дел од шишињата кои што не влезли у машина завршуваат тука. Инаку системот е гаден, морам да ти кажам. Плаќаш 10 центи кауција за секое шише, па после тоа ти ги враќаат парите кога ќе ја ставиш шишето во оваа машина, во овој отвор и ти дава талонче едно кое што можеш да го искористиш во било кој супермаркет за да си купиш што сакаш. Видовте како и во Португалија, исто како кај нас, иако не е исто, системот одличен, ама кантата е најсигурна опција. Точно така, но доволно беше од рециклирањето. Во оваа минута време е да се вратиме на утринското освежување. Веднаш ја каде ми замина со текстот. Веднаш последниот джингл се враќаме во студиото со рубриката што сите ја чекате и навистина е моја омилена. Вчера добивме доста коментари за срекните вести од Охрид Така, и така натаму и така натаму. Одиме со джингл и стартуваме со срекни вести и ова утро. И како што ви најави колегата Вана, најбавиот и најсветиот дел од ова утринско дружење, тоа се срекните вести на Радио 2. Нашата драга колешка Рашела овој пат ни носи вистински летни теми, за почеток не носи директно до Охрид, потоа со традиционална летна манџа, а за крај летуваме директно за сончевата Шпанија. Време е за срекните вести. Веднаш. 9 јуни, Охрид. Летото е официјално слета во Охрид. На Охридскиот аеродром пристигнаа првите чартер летови со туристи од Полска, подготвени за сонце, плажа и пастрмка. Сезоната официјално е отворена, а хотелиерите почнаа да тријат раце. Ако деновиве по чаршијата на место како си, слушнете «Цо там?» Не чудете се. Пољаците ни носат одлично расположение, а ние им ветуваме дека Охрид е поубав и од Балтичкото море. Нека е со среќа и нека ни се множат. Летна манџа. Заборавете на кавијар, суши и други скапи деликатеси. Најновиот статусен символ во Македонија за лето 2026 е порција летна манџа. Откако цените на пазарите пораснаа толку многу, купувањето пиперки и домати веќе се третира како сериозна капитална инвестиција. Ова лето, ако некој ви каже «Спремам летна манџа», знајте дека или добил на лото, или земал брз кредит. Шпанија.
Срекни вести за нашиот джеб. Шпанија конечно клекна пред македонскиот буџет. Откако видоа дека цените им се толку високи, што ниту еден просечен македонец не помислува да стапне таму, шпанците почнаа масовно да ги намалуваат цените за летово. Срекната вест е дека ако малку почекаме и продолжиме да ги игнорираме, од август шпанците самите ќе ни платат повратен билет, само за да им направиме гужва на плажите и да им покажеме како се ужива цел ден со едно кафе и паштета. Значи, пакувајте ги куферите, проверете го пасошот и подгответе се за македонска инвазија на шпанските плажи. Знае само што ќе додадам за ова на крај. На шпанските. Многу ние балканците Добро. сме самокритични. Добро. Да знаеш дека европјаните кога доаѓаат на одмор, нарочито во ресорти, се многу посебични и покрути од нас. Не само со едно кафе, Како ако треба мислиш? со половина кафе ќе го поминат денот, ако не име all inclusive. Само со цевка од Јадат кафето. премногу и се. Значи верувај ми, не е така. Ние сме мислам многу самокритични. Да, мислам дека можеби премногу гледаме во себе и бараме грешки, а некогаш треба едноставно да се опуштиме па на крајот на кришата одморе. А од Шпанија во Барселона, да, па во Шпанија, Со спот. но овој пат со спот сладкаристика со хола. Шефе додај газ, имаме ли кеш? Банка ја немам, идеме на пат, скачаме у град, влагаме у клуб, Guantanamera. Hola, te ves como española, sredena ko bombona, dobra ko Barcelona, ona, hola, te ves como española, sredena ko bombona, dobra ko Barcelona, ona. Se pojavi sama, devojka drama, da li neko ima cigara? Odmah je stana, nema bagaža, čekam od sebe, imam ja. Ej, što ke veše, ako ne se prijave, nema tebe da te sretnem kako ke se zajednina. Sramežljivo dojdeš, živem u Gjorče, diplomira medicina. Odmah padam volem, po tebe otoše, sviri u pozadina. Nadeš da mi dojde, posle peti koktel se pojavi pozadina. Ona latina. Hola, te ves como española, sredena ko bombona, dobra ko Barcelona, ona, hola, te ves como española, sredena ko bombona, dobra ko Barcelona, ona, zrela, vrela, top ten kao karamela, treba žena za sva vremena. 7 часот и 50 минути, 21 степен Целзиусов во центарот на Скопје. Дами и господа, време е да ги врзете појасите, затоа што следниве неколку минути ќе возиме на висок број на вртежи, и тоа со целосно спуштена кочница. Во нашето студио денес ни гостува една актерка, за неја веле дека е одличен возач, но уште подобар соговорник. Јас тоа го знам, сега ќе ни го потврди пред слушателите на Радио 2, бидејќи многу пати ни гостувала на телевизија. Денеска ќе ги промениме улогите, таа е на совозачкото седиште, а ние ќе ја превземеме контролата врз воланот и секако врз прашањата. Добро утро за Ангела Апостоловска-Петрески. Добре ни дојде. Добро утро и фала ви вака што ме разбудивте и размрдавте од сабајле. Ама сме разбудени, размрдени, немаме кафе испиено, уште не сме разборени. Имаме половина и со мотор дојдов, што сепак е предност, значи имав време да се разбудам. Ако не ќе задоцнеше, да знаеш, хаосен низ Скопје, гужва. Затоа и така. Подготвена си за брзи прашања и Па брзи ќе одговори? пробаме. Битола, Скопје или Букурешт? Моментално Скопје. Што ти недостигаше најмногу од Македонија? Извинете, Чкембари. Чкембари. Што ти недостигаше најмногу од Македонија кога беше таму, односно што недостасува од Букурешт кога си тука? Во Романија ми недостигаше семејството, а сега ми недостига дел од храната, романска. Како полиглот кој зборува дури 5 јазици, на кој јазик најсочно кажуваш пцовки кога имаме сообраќаен метеж надвор? На кој јазик најмногу? На Да го романски. научам и јас барем. На романски. Да, Имаат секси така звучат? совршени, просто проширени пцовки. Добро. Каде посигурно се снаоѓаш во автомобил како водител или на дрвените штици како актер?
Моментално во автомобил, затоа што имам некоја пауза, али се надевам да завлезам пак во тој свет. Кој го плаќа бензинот после 40 минути возење со автомобил, ти или сопругот? Јас. Доволно за колку сум му излежав. Кој гостин во емисија те има натерано до сега, ако те има панично да кренеш рачно? Не беше крената, ама за малце ќе ја кренев, среќа што не работеше, значи имавме кочница, а Марко Новевски. Марче, хиперактивен е доста. Остави што е хиперактивен за годините. Туку, Ама ни го кажа. Леле, Марко. Па добро и самиот така кажува, викам да си здрав и жив, вика жив ќе бидам, здрав, не знаеме и обратно, и викам добар ти е духот, вика па дух станов. Така да неговата цела енергија и ме преплаши на сред снимање, така да тоа му било дел, него го исплашиле, па сега тој морал да врати. А што е поопасно за соговорникот, твоето возење или твоите прашања кои што ги поставаш? Дефинитивно прашањата. Кој од екипата на Преспав прв би го качила на совозачкото седиште во шоуто Безрачно? Сите би ги качила и би бил еден предизвик да научам да возам автобус, ама иначе вака ако треба да изберам, инспектор Томе или Тијана Дапчевиќ. А дали ме чувството те натера малку да кренеш рачна и да забавиш со животот или сега возиш во уште поголема брзина? Уште поголема брзина. Од каде заработуваме повеќе, продадени влезници во театар или од прегледите на социјалните мрежи? Од рекламите кои што се прават и од прегледите. Па добро, прегледите носат реклами, рекламите носат пари да пукне. Кој е најчудниот коментар што го имаш прочитано за себе на социјалните мрежи? После емисија со Сидна мајка еден човек или имено Александар Михајловски и Антонио Ташковски, кои што патем имаат некоја улога на пар, дека промовирам такви заедници истополови. А добра емисија беше. Многу беше добра емисијата, ама требаше да бидам распната на плоштад. Така ми повикува. Аха, па добро, може би некој се налутил како пар што не си ги викнала, па не, ова беа, се навредил. Не, беа постари господи 60 плюс и мажи, така да не знам. Добро, може би ќе си се остварат, имаат се уште пред животот. Да. Кој театар во Скопје според тебе има најдобра енергија за твојот актерски сензибилитет? Зависно од периодот во кој што се наоѓам, МНТ или театар комедија. Во кој жанр се чувствуваш најсигурна, во чиста комедија или во тешка драметина? Пак ќе кажам, зависно од периодот, ама сега моментално би избрала трагедија за да направам малце контра. Така. Благодарам што ни беше гостинка во Звук што се гледа. Ова е на поинаков пристап кон утринските програми кај нас и така да ни дојде некој на 5 минути во 7:50 са бајле, мораме да му кажеме фала. Ама се надевам добро си помина и имаше цел доаѓањето, така? Сега како се зачести доаѓањето, па може и ќе ме вработите. Па зошто да не? Немојте на утринска само, не сум од тие. Замисли Безрачно на утринска, не во 6:45, пред 6:40. Таман, за некој што не легнал. За крај дали те дојде преку глава од моите прашања, па сега ќе кренеш рачна? Не искрено, ала нека ти е што толку години еве утрински действуваш и пробудуваш и други луѓе да се адаптираат на истото. Јас имам дете во градинка кој што ќе го испратам и сега ми ова адаптација, нели, на утринско будење, така да ми беше драго што вака еве кафето си го испив. Благодарам уште еднаш за гостувањето и те посакувам убав ден. Кажа половина кафе. Сега ќе ти направиме уште половина, после емисијава те носиме во студио ке нас, може? Готово. Кратка пауза и Зорка, каде си? Доаѓа. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Што правиме со рачната? Ама со листовиве сме. Имаме на прашање, сум те возела ли никогаш? Да. Да, не знам, не сум те возела. Не си ме возела, ама редовно муабетиме на тема сообраќај, дека ти е полесно да возиш во град отколку на автопат и веќе се мислам дека си ме возела. Затоа кажав да. Те прашувам затоа што имав можност задоволство и так едно фино искуство возејќи го тик-так, носеше 2 појаси и кацига и затоа те прашувам дали си имал и ти такво искуство, ама веројатно ќе треба Ангела да не, ако ништо друго повоси. Не требаше за ова да кажеш. Ненад, Јована, дали со возењето, Јована знам дека нема проблем со возењето, лета вози. Мислам лета во позитивна смисла, нема страф, на пример, како
тебе, например. Разбираш? Не знам, Јована? Уклучуваме микрофонот, да, тука е. Ајде. Емисија во живо гледаш ние како одолговлекуваме кога видовме дека нешто микрофончето. Не одвлекувајте, ние само кафе правевме. Уклучен е микрофонот. Уклучен е микрофонот. Уклучен сум. Исклучете ја другата екипа од радио. Не, друго морам да кажам, добив превкусно кафе, го пиеме и уживаме со вас, но кога ќе дојде нов колега во редакција, прави кафе и носи бурек, купува бурек. Имаш среќа што не јадам бурек. Добро што купуваш, што не го меси. Но затоа си Имало да и пиеме полоша. кафе. Чао, чао од нас. Чао. Чао екипа.